Втора дебата на Макфакс. Сметките блокирани на граѓаните и законот за извршување. Во меѓувреме за овие 2 недели на апсурдите им нема крај. Бевме сведоци на еден документ каде што извршување се прави на 0 динари, речиси 200 евра. Овој пат гости во емисијата на Макфакс се Славко Лазовски, економист, инаку многогодишен вработен во Министерството за финансии, сега пензионер и дел од граѓанската асоциација Човекот над профитот. Фарук Омерагич, граѓански активист, така сакавте да ве представам. Okay. Инаку оние кои ве знаат, ја знаат вашата кариера каква беше порано, сега пензионер. Вие се борите за правата на граѓаните со блокирани сметки и самиот сте минале и се уште минувате низ некаква финансиска голгота како последица на овој апсурден закон кој сиромаши многу граѓани во Македонија. Ќе почнеме од тоа со Славко Лазовски. Вие како го коментирате еве во овој момент овој налог за извршување со 0 денари кој е стигнат до таа сума од 12.439 денари? Како економист, дали вам ви ова јасно? Моето размислување јасно можам да го кажам дека е ова незаконско работење на извршителката пред се, дури и во редица назад на нотарот, адвокатот и на доверителот, затоа што не е почитуван еден институт откажување од побарување. Значи, за да не настанат овие сите трошоци, толку многу за 1 динар долг, било по кој основ тој станал, има институт откажување од побарувањето, бидејќи трошоците е јасно, било кои трошоци да се повеќе од 1. Според тоа и доверителот, и адвокатот, и нотарот, и извршителот требало да се откажат од ова побарување и да не дојде до извршувањето. Значи, грубо непочитување на тој институт откажување од побарување. Така, тука економска логика нема никаква. Никаква, но пазете, и нашите прописи ги задолжуваат така да постапуваат. Не можете вие... Законот им дозволува и тие тоа го прават. Па сега, законот, ако гледаме тесно по законот за извршување, може некоја логика да се најде, дека еве законот за извршување, токму тој ни дава право. Но другите, многу други закони, кај што е законот за облигации, па законот за, не знам, за даночна поставка и другите закони, го почитуваат институтот, го наметнуваат задолжително да се примени откажување од побарувањето, кога буквално трошоците ќе бидат многу поголеми над долгот. Самиот закон дозволува тоа да се прави и кога се по други суми. Многу едноставно, со еден општ акт, дури и кога адвокатот или нотарот дошле до доверителот дошол до нив и побарал наплата на овој долг, било кој од иницијативата, тој првиот учесник во овој ланец требало да донесе еден заклучок, една службена белешка, било како и да се откаже од побарување. И тоа е да го натера доверител да се откаже од побарување и да престанат сите правни и управни дејства понатака. И се решава тоа. Много едноставно. Морам да предучам дека во емисијава беа поканети представник од Народната банка на Република Македонија, меѓутоа Боголјуб Јанковски ни рече дека тие не се повикани да зборуваат. Исто така од Министерството за финансии, каде што Бранимир Јовановиќ исто така рече дека овој закон не е под нивна надležност и воопшто оваа проблематика која е очигледно дека опфаќа многу интерсекторски, интерресорски е проблемот, а натаму да не зборуваме за сите етички и морални нормативи, за кои меѓу другото се последни како ставка во вашите барања во граѓанската асоциација. Ќе го прашам Омерагич, господин Омерагич, ништо поминавте вие овие години? Дали беше тоа причина што ве натера да бидете да шанувате дел, да бидете од оваа граѓанска асоциација, меѓутоа како што велите дека од секогаш сте бил на некој начин во соверба во општеството кое е на граѓаните, дека тоа ви е можеби дел од таа идеја за битката натаму, да е за остварување на целите, да биде граѓанинот на прво место, а не државата да биде над него. Апсолутно да. Пред да дојдам денеска во студија, минатите денови листав мал за литература, гледав да најдам нешто во минатото што може да го подкрепи ова на извршителите однесувањето. Кога велите минатото, за колку години назад? Речеме 500-600 години уназад, во смисла да го патиме империјалниот дел на Отоманската империја,
Не најдов пример, каде што за 1 денар санкцијата е 12.000 пати поголема. Не постои тако. Ни во феудалниот систем, во општествено-економската формација, феудализам, како би рекле правниците, нити во робовладетелството. Не постои таква санкција во должничко-доверителните односи, говорам, во тој дел. Ова што кај нас сега се случува, тоа е страховит абсурд. Од 1 денар, 12.000 пати е поголема санкцијата која он треба да испорача. Од 0 денари е 3.500 пати поголема од непостоечи долг. Трет, основни принципи на правото кои треба да донесе правда е да го ставиш тој другиот во поповолна положба. Господине ни кажуваше за алатката која не ја искористиле пред малце. Тоа по дефолт, чак и побарувачот, Како што вели треба да го стави во поповолна положба самиот овој другиот, за да може да се го наплати овој долгувањето. Не може долг од, да кажеме, пример кај мене. 1000 пред година дена го отплативме долгот. Во целост. И добив документ дека е отплатен долгот. Колку треба, толку. Ајде не се нервирам, го отплатив. Поземив. После 6 месеци почнаа пак да го наплатуваат истиот долг. Со какво образложение? Отидов да прашам, вика, ќе ви објавиме за 2 дена. Отидов после 2 дена пак, вика, грешка е, се извинуваме, ќе ви ги вратиме парите. Морав 10 пати да отидам и после 35 ден ми ги вратија парите. Значи, покрај сите други небулози во функцијата, во остварувањето на оваа општествена функција, извршување, е и таа што по отплатата на долгот, не сакам сега акцентот на тоа да дојде, и тоа мање и више е важно, сите документи, сите лични податоци остануваат кај нив. И име, и презим, и матичен број, и колку примам, што примам, банкарската сметка, без потреба. Јас сум го отплатил тој долг. Што бараат сега тие натаму податоци кај него? Значи, он може да ги употреби кога сака. Меѓутоа, не, во овој момент, вчера дознав, исто така ми информираше на мој пријател, дека должи и го отплатува долгот. И од 300.000 денари отплатил 570.000 денари. Отишол да види да се поравња до каде, му рекле треба уште 300.000 денари. Кога се консултирал со адвокати, му рекле не може повеќе од 1 пат да поминува. Додека он разговарал со адвокати, ја блокираат мајка му. И од него зимаат, и од мајка му зимаат. На прашање зошто зимаат од мајка му пензијата, па она била жирант. Да, она е жирант. Но ја плаќам цела плата, место 1/3, ја давам целата плата, ја давам. За да побрзо ја го исплатам тој долг, да не бе гледам веќе. И покрај тоа што му е зимаат целата плата, а он живее со на мајка му пензијата и со мајка му, и од мајка му земале. Мислам, тоа се такви криминогени процеси, ова се умови... криминогени процеси, точно, кои видливе, значи, Народната банка на Република Македонија не се чувствува повикана, има еден национален совет како регулаторно тело. Па ве молам, Лазарски, дали вие сте слушнале сега веќе во својство на граѓанскава асоциација тие некогаш да реагирале на овој проблем? Кого всушност тие регулираат? Да, само момент, ова уште едно дополнување за случајот од 1 динар до 12.000 нешто. Најчестата одбрана на извршителите или биле и нотарите и адвокатите, или најчесто извршителите велат ние не смееме да одбиеме налог за извршување. Што апсолутно не е точно. Значи, они имаат со законот оделени јавни овластувања и првата работа им е да го штитат јавниот интерес. Каде е овде јавниот интерес за еден долг на еден граѓани? По било кој основ. Не навлегуваме од тоа дали е заостанат камата, трошоци, казна или било што, да им се наплати 12.000 пати повеќе. Нивните аргументи се такви, дека нив доверителите ги притискаат и дека тие треба да го остварат тоа што не они во секој момент, кога навредува достоинство, кога барањето на доверителот е спротивен на јавниот интерес, мора да го одбијат. Не дали сакаат или не, мора да го одбијат извршувањето. Мора.
Нема тука, односно барањето за извршување, дојде на одобрителот или претходно од нотарот или било како. Значи, пред се, штом они имаат јавни овластувања, они се во одредена поодговорна функција. Нивните овластувања се многу пошироки и во тој момент кога пишува таму во законот дека мора да делува во интерес на самиот должник, да го штити неговиот достоинство и неговите права, тој мора тоа да го направи, а не за да трча по овие по некои тие наплата на надоместоци за извршување. Да, и многу пострашно од тоа, како што беше слушал. Сега околу ова Национален совет за регулирање на платниот промет, тој јас не знаев долго време дека такво тело постои, но очигледно видовме дека таму постои од 2004 година и дека е сочинето од 17 члена и е најодговорно за случувањето во платниот промет. Тој дури има донесено една стратегија од 2007 за развојот, за стратегијата за развој на платниот промет во Република Македонија, насловена така за развој на платниот промет од 2007 до 2011 година. И потоа ми се чини нема донесено нова некоја стратегија и тие се во функција на регулаторно тело. И не можат да кажат, ние немаме надлежности, ние не допира тоа. Све што станува во платниот промет, тие као регулаторно тело мора да реагираат. Мора да се изнајде некој решение. Овие проблеми не се од вчера, овие се со неколку години. И тие од година во година нараснуваат. Ако тие не се надлежни, јас не знам кој е друго. Тога зошто ни требаат регулаторни тела? Која е функцијата? Да, всушност што се бават тие. Уште една димензија да дадеме. Ако државата, односно Министерството за правда, ни својот трет столб во државата, законодавството, решило и оценило дека извршувањето кој еден дел од правосудниот систем треба да го приватизира за да се олесни од буџетот или од државата и така натаму. И таа функција да ја пренесе тие права на одреден број луѓе или одредена сфера еснавска, тогаш она мора да го регулира тоа до крај. Не може да го остави да комората го дорегулира со подзаконски акти, ќе го добиеме ова сега што го добивме. Они пораснаа, таа комора и тие извршители станава монструм кој не само што го зароби општеството и е опасно за сите за демократските процеси во општеството. Она зароби и државата која створи. Државата ги створи, они и државата е заробои. Еве сега државата не може ништо. Да, државата не може да интервенира, не може ништо да направи. Или не може или не сака. Веќе тука сега тоа е стварна прашање. Сигурно дека може ако сака, затоа што она ги створила, она може и да ги пререгулира. Така. У име на граѓаните кои на крај крајве ги бираат тие избраници кои се во државата за да ги менаџираат јавните добра. Оти јавните добра треба да се менаџираат во функција на граѓаните. Ние не сме во функција на една еснавска група од 150 луѓе, 100.000 или 200.000 граѓани, или не знам во една или во друга сфера. Тоа се страховите апсурди. Тоа е мазохистички чин кој сам по себе е апсурден. Доволен индикатор е тоа што народниот правобранител во својот годишен извештај го предочи овој голем проблем каде што добива премногу представки кои се однесуваат на граѓани со блокирани сметки и тој самиот се обидува да најде начин да допре до нив, вели дека голем дел од тие му се одбиени таму каде што се констатирани голема неправда и нерегуларности. Значи, токму тоа, зборуваме, веќе станува една автономност, добива автономност оваа комора, па дури и овие институции сами по себе, нели, најмалку таму треба да има автономност. Ние зборувавме за автономија на универзитетите, а ја добивме во институциите кои треба да ги... Они не може да бидат автономни затоа што реализираат државна функција. Тоа е функција на државата во делот на законодавството, извршувањето. Они не може да бидат автономни. Еве, за момент, само што напишало Министерството за правда во причините за менување на законот
и во оваа сфера Тоа е токму овој за последниот последниот, да, закон, овој така. вели Каде вака. што не биле Ги кажа, немало представници на граѓанските така, асоциации. да. Они кажуваат, ги наведуваат слабостите на системот на извршување и кажуваат причините поради кои пристапуваат кон менување на законот и го изработиле овој предлог закон. И вели со една реченица, токму ова вели многу е недоволно регулирана сфера на наплата од трансакцијските сметки на должникот. Сам кажува. Еве го Министерството за финансии кажува дека не регулирана сфера на наплата од трансакцијските сметки на должникот. Што сакаме повеќе? Значи, сега... Но прашањето е што ќе се превземе сега. Па, во овој предлог буквално ништо не превзема. Ништо. Овој предлог се има, само нема решение за клучните проблеми, за лошите решенија. Дали според вас, тоа што го предлагате најпрво мораториум на самиот закон за да може да се направи ревизија и некаква појдовна точка за донесување на решение? Да, одамна летоска, значи минатото лето, негде август, септември, овие 4 издруженија, одствари 3, ова човекот над профитот е ново регистрирано сега, предлага да се донесе посебен закон, интервентен закон, за да се само разрешат овие катастрофални состојби во извршувањето, со кои ќе се надминат проблемите во смисла на тоа не да се интервенира во законот за облигации дека каматата не смее да го предложи заменик министерот за правда. Ама не е така. Он направи една голема грешка тука. Не е точно, кај нас важи правилото на систематизирана позитивна хиерархија во законите. Точно е дека законот за облигациони односи е на врвот на таа материја што е регулира. Но никаде и во ниеден закон, и не е тоа во нашиот правен систем, да забрани истата материја да биде регулирана во друг закон. Ме сваќате како? Затоа што се тргнува од тезата дека сите закони се еднакви исти и важни во Република Македонија. Така да, ако се сакало одредба дека каматата не смее да надмине долгот, можело да биде внесен и во законот за извршување. Или ние предлагаме уште летоска во посебен закон, да не го расипуваме таа општа убеденост дека ние ова сме го пресликале холандскиот систем, па сега ќе го расипуваме. Дај да го издвоиме неколку такви прашања во еден посебен закон, тоа ќе си ги заврши работите, а ние ќе си правиме реформа на овој систем на извршување полека, со сите анализи, дискусии и вклучување и на експерти. Така, но оваа состојба веќе налага некакви итни интервентни мерки, значи веднаш и сега. Тоа е инсистирањето наше, ќе се пробива ни системот и лавиринтите таму каде што треба, ќе се ја префрлуваат топката како што веќе прават од Министерство за правда до Министерство за финансии до Народна банка, на крај никој не е регулиран. Што може според вас и умерагиш граѓаните, ако е до граѓаните, што па граѓаните може да направат? Ако институциите немаат слух за тоа. Има основен принцип. Ако правото не ја реализира правдата, тогаш правдата сама по себе треба да функционира. Односно се сукоби со правото. Така. Ако не може да маса, веројатно ќе се сукоби на улица. Не повикувам ништо, него говорам сега за граѓански многу осетливи состојби од екзистенција е во прашање, а да не кажам дека луѓе умираат. Значи, умираат и што овој простор, оваа функција остава простор и за потешки криминали. Значи, ако должи он, јас со банката ќе се договорам, па станот ќе го земам, ќе го продадам поевтино на братучедни, па пак ќе остане он должник и без стан. Сега да не говорам за специфики други. Основна работа е да овој закон се стопира, ово извршувањето вака како што е да застане. Да се направи ревизија и правна, но и финансиско-кривична.
да се види уназад се што не е работено со закон. Затоа што ја не сум сретнал човек кој дозви, кој рекол ја не сакам да го вратам долгот. Сака да го врати долгот. Сака да плати и соодветна санкција за тоа што не го вратил на време. Да плати и повеќе од тоа што треба. Меѓутоа, овој абсурд, ова е таков абсурд да е буквално садизам над сопствените граѓани од една група луѓе која ја овластила самата држава. Значи, општеството изродило монструмче. Низ својот систем наречен држава. И тоа мора да се застане. Значи, мора да застане, мора ревизија да се удри и после тоа да се осмисли системски закон кој е правичен. Значи, да не биде оштетен овој доверителот, должникот да може да го врати долгот со сите своји оптеретувања, кои се нормални, и тоа да функционира за веки векова. Ово е класичен криминал, да се разбереме. Од 0 денари до и 3.000, од 1 денар до 12.000. И сето на што е вградено на 3.500 денари пошта, ако оде до овде до онде. 1.500 во Америка праќаш пакет. Мислам, говориме за екстремни работи кои без милост го црпат граѓанинот. Тука мора крај да застане. Тука нема предашање закон, па устав, дали, па правилник, дали ќе го одобри уставот, тарифникот. Сето тоа е стигнато е до крајните граници, каде што веќе нема простор за толку многу расправа од работни тела и работни групи кои ќе влезат во собрание. Мора радикални зафати во позитивен смер и тоа во функција на граѓаните. Не во функцијата на буџетот, не во функцијата на ЕСНАФот тој дел и не во функција на овај богатење на луѓе. Туку да се реализира извршувањето, да има извршување 100%, затоа што постои правосуден систем кој носи одлуки, и да има правда врз основа на пресудите, да ова се нормално се поднесе и се исплати. Толку. Граѓаните тоа го бараат, не бараат да не платат. Апсолутно, тоа никој не го рекол. Меѓутоа, неброени се овие случаи, како што велите вие, каде завршила наплатата, па потоа се накалимила уште една. Неброени се тие случаи, каде се под притисок од тие извршители кои натаму ги имаат нивните податоци. Затоа говорам дека е тоа криминал класичен. Значи, да не зборуваме за оној момент, ако велиме човекот има нели подпросечна пензија, например минимална, таму се прави извршување, никој не води сметка што и со тоа извршување тие средства што дадат извршител, колку нему му останува, нели, за да може и натаму да не влегува во долгови, затоа што де факто ќе заостанува со тие што се следствени текови. Ако говориме сега за примери, минимален личен доход е 12.000 денари, така? На една шивачка во кројачница таму. 1/3, ако ја одбијат, требала земала за дете, за школа, за болест и така натаму, она колку ќе прими? 7.000? 8? Што ќе плати тоа? Струја? Па ќе влезе во нови долгови. И така тоа натаму. Нема да го плати водоводот, нема да ја плати струјата, нема да го плати ова и кој тргнува анализа во нашата држава? Кој прави таква анализа колку е тоа финансиски е моќен и капацитетот на граѓаните за да може да се справат со сето ова? Кој прави таква анализа? Па сега ние се обидуваме, сигурно државните органи и па и овој национален совет кој најмногу го прозиваме. Добро, вие добивате ветувања пред изборите дека ќе има промени, предпоставам граѓанските асоциации кога биле на никаков разговор, меѓутоа Јас не сум бил, членови на граѓанските асоциации кои исто така се договориле дека ќе бидат викнати кога ќе се донесува новиот закон за извршување, односно измените кога ќе се прават, но тоа не се случило. Дали тој се користи како една, како да кажам, некои празни ветувања за кои никој не води сметка? Сега, како ви ова го коментирате? Па сега одбраната, односно ставот на Министерството за правда вели, па ние 20 дена го закачивме тоа предлог законот на ЕНЕР и тоа е доволно. Тоа ме посеќа малку во тие 90 и некоја година тамо, кога течеше приватизацијата, една директорка од Агенцијата за приватизација рече, па ние објавивме некој оглас за продажба на фабриката и не сме ние криви, ние сме многу транспарентни на нашата веб страница на Агенцијата за приватизација, а утре што нема
фабриката во рацете на работниците, току отишла во некој друг, не сме ние виновни. Малку ми личи тоа дека ете на Енер стоел законот и завршивне нели работа, а таму во јавната расправа навистина не бевме поканети и не е тоа страшно што не сме биле ние поканети, но зошто се поканети представниците на крупниот капитал, што ви рекле моите од Сдруженијето, зашто коморите, банките и така натаму. Ако веќе тие се викнати на таа јавна расправа, тогаш требало барем и овие Сдружение да не викнати. Не верувам дека ние кузне што би голем некој допринос, али би укажале на некои работи кои треба да влезат во овој предлог измени на закон. Утре Уставниот суд ќе расправа за тарифникот на извршителите. Како е дојдено до... Вие сте ги погледнали сигурно убаво, гледате какви се тарифите за извршување, имате и представка во вашите реакции до институциите кои им ги давате на писмени барања. Тука има и уште еден дополнителен апсурд, значи кога се прави извршување, еден извршител извршува 1 денар, извршува нели 1 милион денари, извршува имот со големи имоти, располагаат некогаш работат со огромни извршувања, тој ја завршува истата работа, истата постапка, каде што таму зема 35 евра за формуларот, па потоа зема уште волку, истата работа, меѓутоа тука му се посреќува да заработи 1 милион, тука 200 евра и каде како ќе му се посреќи. Каква е таа дејност, значи дали некој обрна внимание на тоа дека за истата работа човек може да заработи. Тоа не постои друга дејност таква во Македонија. За истата извршена работа вие да можете да наплатите од 200 до 1 милион евра и повеќе. Главната поента на нашата иницијатива во Уставен суд околу тарифата на извршителите е тоа што наоѓаме таму двојно или дупло наплатување. Тарифата е составена од две табели. Првата табела вели дека ние за административни трошоци наплатуваме одреден процент од износот на основниот долг, а потоа во тарифата, во табелата 2 стои за секое правно действие наплатуваме од 10, 20 до 35 евра. И па кажете ми вие што е разликата меѓу административно работење и изведување на правно дејство? Значи, два пати, еднаш затоа што администрирам, а втор пат за секое позебно действие уште една ќе ми плати по толку. И сега се чудиме просто во таа мала анализа што е направена, вели за обична фотокопија 15 динара, комерцијално е 2 динари, значи 7 пати повеќе. За достава наплатуваат 500 денари. Ако иде со македонска пошта, тоа е 85 денари. И пазете, имаше еден фрапантен ваков случај. Доверителот, било кој да е, доставил своето барање за извршување до адвокатот. 500 денари. Од адвокатот тоа барање отишло кај нотарот. 500 денари. Од нотарот отишло до должник, до извршител. На граѓанинот му се пишува 2000 денари за достава. За пошта. Внимавајте. Значи, за пошта во Скопје. Се во Скопје станува од должникот, до адвокатот, до нотарот, до извршителот, кошта 2000 денари. Каде го има тоа? Каде го има тоа? Тоа се ме дискутирале за доставата, али тоа е друго прашање како мислам дека треба тука клучна улога нашите барања се македонска пошта да си ги преземе одговорностите околу доставата. Тоа е налик на Словенија. Ако погледнеме словенечката пошта има 7000 вработи. Нашата има не знам колку, сосема малку. И на тој начин го решава прашањето на достава на сите управни, судски акти и така натаму во државата. Кога ќе се постави на тој начин доставата преку македонска пошта, таа е одговорна. Поштарот да знае дека јас денеска сум овде кај вас, дека утре ќе одам на одмор, дека ќе одам 1 месец во странство. Тоа е суштината на доставата. Ние 70-80 години
рак рана ни ја доставате во управната постапка. Мораториум на све извршува, ревизија и нов закон. Значи, без ова нема ни да тргнеме да го решаваме овој Така проблем. е. Мислам дека ако навлегуваме понатака да ги набројуваме случаите што крај и нема. тоа можеме, меѓутоа нема крај на тоа. Велите, како го објаснувате тоа кога, еве, и вие сами одвелите вашиот личен пример и многу примери кои верувам сте ги виделе преку граѓанската асоциација, како го објаснувате тој став, како да речам, еден помирлив став на граѓаните кога велате па да, ете ми се накачија на глава и сега веќе како нели тоа ќе ги одведе во тешка сиромаштија, меѓутоа успеваат некако да ги одржуваат овој конгломерат огромен, значи на комората и така натаму. Мислам дека нашите граѓани пред се имаат една сервилна релација во однос на власта и тоа може да ја објаснуваме и со генеза некаква. Така. Тука може да се лоцира некаков проблем. Истото мислење го делам, Да, затоа и ве прашав. ми мора да научиме као граѓани Да, да за реагираме граѓанска на непослушност. негативните позиции или активности, процеси, действија на власта, односно на оние што сме ги одбрале. Така. Не може мене водовод да ми даде сметка 60.000 месечно, затоа што не наплатила пред 20 години на татко ми, па мене ме задолжува у мои 2 месеца дека сум го потрошил тоа. И тоа судијата да го парафира, да не ми информираат и ја да го дознам од извршител. Тоа се апсурди. Ние, као граѓани, мора да изградиме одбранбен механизам кон такви действија, особено на јавните вредности, и на јавните институции, на јавните организации кои се у функција на граѓаните. Не се милни за функција. Тоа мора да го знаеме. Кога ќе добиеме таа свест не се добива така нити лесно, нити брзо, нити со правни лавиринти, туку многу едноставно, прецизно. Право да е еднакво на правда. Тоа само граѓаните може да го обезбедат. Со своја реакција. Согласувам. Ова е еден дел исто така од целиот ланец на овој голем проблем. Ние како Макфакс, како редакција нема да застанеме овде, планираме овие дебати. Следствено ни беше драго што овој пат бевте вие наши гости. Ќе продолжиме тука, треба да се вклучи Министерството за труд и социјална политика, кое нели има подпишано некаков наводен меморандум, меѓутоа течат и натаму извршување на луѓе што се нели ранливи социјални групи. Кој веќе не е ранлива социјална група, нели? Дали е шивачката со 12.000 денари не е ранлива социјална група? Нели зборуваме за таа економска логика? Се надевам дека оваа проблематика ќе отвори многу механизми кои ги тиштат граѓаните и постојано се соочуваат со директна неправда, нели? Тоа е таа една голема социјална политика, нели, поврзана со сето ова следствено. Фарио Кумерагиш, ви благодарам што бевте гости во Макфакс. Славко Лазовски, јас ја поддржувам вашата битка и натаму, силата ваша стручност и минат труд да вложите нели во исправање на ова една голема финансиска неправда. Благодарам. Се надевам дека ќе допринесеме барем нешто да ги измениме. Се надевам дека наскоро работите ќе во јавноста ќе простојат некакви поинакви информации и дел од ова што вашата експертиза ќе биде усвоена барем како совет од кој може да се мрдне од појдовна точка. Ви благодарам.